Проектот е финансиран од Глобалниот еколошки фонд и се спроведува од страна на УНИДО, тоа е Организација на Обединетите нации за индустријски развој, и локално, како партнер, е мојата организација, Регионалниот центар за животна средина во Централна и Источна Европа. Грантот, добиен од Глобалниот еколошки фонд, изнесува 1,4 милиони долари, а локално кофинансирање е обезбедено во износ од 5,8 милиони долари од институциите кои што го поддржуваат и се директни корисници на проектот. Тоа е Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за економија, Агенцијата за енергетика и Македонската банка за поддршка на развојот, која што обезбеди кредитна линија во износ од 3,8 милиони долари. Проектот започна во мај 2015 година и ќе трае до август 2018 година. Има 3 компоненти кои што се логично поврзани меѓу себе, а носечката, главната компонента е она која што работи со индустријските предпријатија. Поддршка на втората компонента е првата компонента која што треба да обезбеди законски услови за спроведување на системи за управување со енергија во согласно со ISO стандардот 50001. Преку овој стандард, компаниите кои што не се учеснички во втората компонента, а таа е де факто спроведување на системи за управување со енергија во согласно со ISO стандардот 50001, преку воведување на овој стандард, компаниите ќе обезбедат да прават заштеди на енергија преку промена на начинот како на кој го ја користат енергијата, без притоа во почетокот да има потреба да инвестираат значајни финансиски средства. Третата компонента е инвестициона компонента и таа настапува оној момент кога компаниите ќе создадат заштеди за да можат да ги реинвестираат во набавка на современа технологија или набавка на друга опрема која што ќе им биде неопходна да ги поддржат мерките за штедење на енергија. Како што реков, клучната компонента во проектот е она втората која што се однесува на примена на стандардот ISO 50001 во партнер компании. Тековно работиме со 13 компании, од кои дел се од приватниот сектор, дел се државни компании и имаме една комунална општинска компанија. Овие компании се од цела Македонија, голем дел од нив секако сконцентрирани во Скопје, имајќи предвид дека и Скопје е еден од поголемите индустријски центри. Овие компании започнаа да го спроведуваат системот за управување со енергија од јуни минатата година и помина низ 3 модули на обука, кои што обуки ги спроведуваат меѓународни консултанти кои што учествувале во техничките комитети за изработка на стандардот ISO 50001. И во текот на овие обуки тие ги направија анализа на постојната потрошувачка на енергија, ги идентификуваа значајните потрошувачи на енергија и спрема тоа ги фокусираа своите мерки за штедење, кои што, како што потенцирав, се во насока на промена на начинот на управување со енергија, односно намалување на загуби, оптимизација на процеси и исклучување на сета она опрема која што не е неопходно да работи. Исто така идентификуваат и мерки кои што се однесуваат на прилагодување на оперативните параметри, намалена температура на грејење, намалена температура на ладење, зголемен притисок, намален притисок на системите за компримиран воздух, подобрување на изолацијата на парно-конденсните системи и така натака. Како што реков, овие партнер компании во овој момент почна да ги спроведуваат идентификуваните мерки, имаат воспоставено цели за заштеда и тие цели за заштеда се движат во опсегот од 3
до 10%, но не е исклучено дека овие можности за заштита и ќе се зголемат како ќе напредуваме со проектот. Од вкупно 13 компании, 4 компании веќе прават заштита и тие заштити се докажани врз основа на проекциите што они минатата година ги направија за оваа година и согласно тие проекции некои се во рангот на она што го имаат и предвидено. Очекуваме до крајот на проектот да ги постигнеме целите утврдени од самите компании и на тој начин да обезбедиме навистина енергетски и финансиски заштеди за компаниите. Тоа пред се ќе значи зголемување на нивната конкурентност, но од друга страна може да значи и отварање на нови работни места. Зошто е тоа така? Затоа што со првата компонента, како што спомнав, во утврдувањето на законските решенија за обезбедување услови на примена на стандардот ISO 50001 во индустријата, ќе се воведе законско барање големите потрошувачи на енергија да имаат ангажирано практикант за управување со енергија или во нашиот речник тоа би било посоодветно управител со енергија. На тој начин, овој управител со енергија би требало да биде одговорен за примена на овој систем за управување со енергија, што тековно го применуваат нашите партнер компании. Третата компонента, инвестиционата компонента, ќе треба да започне некаде крајот на ова, почетокот на наредната година и тука соработката ќе биде со Македонската банка за поддршка на развојот. Тука секако ќе бидат можни проекти со набавка на модерна технологија, меѓутоа проектот ќе утврди дека фокусот ќе биде на големите потрошувачи на енергија, а тоа се парно-кондензните системи, компресорските системи, мотори, пумпи, вентилатори, значи се она што троши голема количина на електрична енергија и треба постојано да работи во индустриските предпријатија. Покрај оваа кредитна линија, проектот ќе обезбеди техничка помош за компаниите за да ги разработат своите проектни идеи на ниво на технички проекти, изведбени, банкабилни проекти, а исто така проектот ќе обезбеди и техничка помош на банките што ќе даваат кредитната линија во однос на верификација на заштедите и утврдување на техничката оправданост на овие предлог проекти. За таа цел ние ќе воспоставиме еден вид на проектна единица, каде што ќе имаме на располагање квалификувани и обучени консултанти, препознаени од проектот и прифатени и од компаниите и од банките, и компаниите, односно банките, ќе можат од тој така наречен пул на експерти да бираат со кого сакаат да соработуваат согласно неговата или незината специфична експертиза. Значи, генерално тоа сакав да потенцирам, дека проектот е практичен, дека предпријатијата што работат со нас во втората компонента ќе имаат луѓе обучени и ќе бидат автоматски сертифицирани управители со енергија, значи тие компании што со нас работат ќе одговорат веднаш на законското барање кое што треба да го воспоставиме во иднина, а едновремено работиме и со национални консултанти кои што креираат енергетски тимови заедно со представниците на предпријатијата. Значи, за секоја партнер компанија имаме по еден тим од минимум 3 луѓе, еден представник од компанијата и 2 национални консултанти, сите водени од меѓународните експерти, и тие енергетски тимови како јадра во предпријатијата се одговорни за спроведување на активностите и мерење на постигнатите активности. На тој начин, значи, работиме на две полиња. Едно е, креираме побарувачка кај индустриите за услуги во областа на индустриската енергетска ефикасност, од друга страна влијаеме на подобрена понуда на услуги во делот на енергетската ефикасност. На тој начин се обидуваме овој пазар на услуги за енергетска ефикасност да биде достапен на секого
поготово сметајќи дека овие мерки што сега ги применуваат индустриите не бараат во почетокот значителни инвестициони вложувања, односно инвестициите доаѓаат во оној момент кога веќе компанијата ќе направи реални заштити.